За мене секогаш представува особена чест и задоволство да можам да разговарам со луѓе кои што се од реалниот сектор, од бизнис секторот, бидејќи тоа сум го кажал многу пати во минатото, ќе го повторам и сега, ова се вистинските херои за граѓаните во Македонија, ова се вистинските херои за Македонија и ова се луѓето кои што треба сите ние да им кажеме едно големо благодарам, бидејќи во овие тешки времења, посебно сега, во услови на светска криза со пандемијата која што еве гледате веќе се издолжи повеќе од 1,5 година, успеваат да најдат начин како да обезбедат начин да го одржат сопствениот бизнис, а со тоа и бројот на вработени, па дури и да го зголемат во услови на криза и на пандемија. Така што тие ја имаат мојата почит и секогаш, не само сега, туку и во иднина ќе бидам на располагање за тоа што сметам дека е потребно и се разбира во насока на тоа да тие го зголемат својот бизнис, а со тоа и економијата и бројот на вработени. Како човек и како председател на ВМРО ДПМН, ценам дека ситуацијата во нашата држава во моментот е алармантна, не само поради тоа што се случуваат, би рекол, големи проблеми на дневна основа во секој дел од институциите, туку се соочуваме и со буквално демотивиран систем, институции кои што не функционираат. Македонија е на врвот на листата на најкорумпирани држави во Европа. Скандалите се секојдневни. Она кое што посебно ме загрижува е што тие не престануваат. Буквално секој ден имаме по еден скандал кој што нас не засрамува како граѓани. И навистина новите локални избори се можност да покажеме дека и да ги опоменеме овие кои што денеска се власт во Македонија, дека едноставно погрешно ја практикуваат владата, погрешно ја практикуваат политиката и ја водат Македонија директно во амбис. Како ВМРО ДПМН на новите избори ќе понудиме, како и секогаш, програми со многу проекти кои што го засегаат бизнисот, ја засегаат економијата, проекти кои што има за цел да додадат вредност за бизнисмените, за предприемачите во нивниот бизнис, да ги растеретат практично. Дури и понудивме не само децентрализација, туку и реинституционализација на владата, односно незино дисперзирање во повеќе области во Македонија, во зависност од потребите на граѓаните, така што цениме дека имаме револуционерни чекори. За жал, поради карактерот на оваа влада и злоупотребите кои што се случија на минатите предвремени парламентарни избори, многу малку можевме да зборуваме за понудата. Се надевам дека на овие локални избори ќе зборуваме многу за понудата, но и тука сме исто така да слушнеме што бизнис заедницата, односно стопанствениците и членките на комората на Северозападна Македонија имаат да кажат и доколку дел од тие проекти нормално не се вклучени во програмата на нашите градоначалници, кандидати за градоначалници, јас сум силно убеден идни градоначалници не е опфатено да биде опфатено, бидејќи кампањата почнува во понеделник, имаме уште 3 дена за да дискутираме, иако јас сум убеден дека најголемиот дел од барањата што претходно веќе сме ги дискутирале со луѓето од Стопанската комора на Северозападна Македонија се вклучени во програмите на кандидатите за градоначалници. Така што се радувам на оваа следба и во периодот кој што следи се надевам дека ќе бидеме сите заедно поуспешни и ќе имаме подобра економија во држава, повеќе ќе зборуваме за убави работи отколку за лоши работи. Ви благодарам. Доколку имате прашања, ви стојам на располагање. Тоа се две работи кои што една со друга се поврзани, бидејќи гледаме дека тендерите се поважни отколку тоа што се случува во здравството и за жал оној немил настан, трагичен настан, шокантен настан кој што се случи пред некоја недела во модуларната болница во Тетово. Власта уште еднаш покажува дека се е поважно, односно би рекол врвен приоритет се бизнисите и провизиите, а вистината и откривањето на вистината за тоа што се случуваше пред неколку недели во модуларната болница во Тетово е некако на дното на нивните приоритети и ќе сторат се
практично да ја заобиколат вистината, мислејќи така дека вистината ќе остане неслушната, дека вистината ќе остане незабележана. Ценат дека сега претпоставувам се локални избори и ова е девастирачки настан за нив, повторно го партизираат ова прашање. Кај мене лично предизвикува чувство на згрозување, но тоа се тие луѓе кои што 4 години функционираат како парламентарно мнозинство и јас не би имал што повеќе да додадам. Ние ќе продолжиме да инсистираме за одржување на оваа анкетна комисија и откривање на вистината. А тие нека продолжат да трчаат по провизии на сметка на здравјето на граѓаните. Не, доколку тие имаат намера сериозна, можат и сега да ја свикаат. Нема потреба да се чека. Молам, зашто нема време? Ова не се парламентарни, се локални избори. Може да се закажат и во среда, и во четврток, следната недела. Тоа дали било пракса или не било, немаат ни законска необврска да ја закажат. Односно, ако сакаат и ако имаат намера вистинска, треба да ја закажат. Тоа е друго. Тоа е веќе друго. Тоа значи дека тој така одлучил. Тоа е веќе нешто друго. А тој така одлучил затоа што дадов одговор на тоа прашање, има причина зашто така одлучил, мислејќи дека на тој начин ќе заштити дел од рейтингот на неговата партија и неговиот коалиционен партнер, а не да се открие вистината за граѓаните што сите нас не интересира. Има ли ефект ако бидат во изборите формирана Јас не зборувам тука за ефекти, јас зборувам за загубени, трагично загубени човечки животи кои што 14 се наброи гореа живи. Ја не зборувам тука за политички ефекти. Нека биде тој кој што политички штета ќе понесе ја. Ја да бидам тој кој што ќе понесе политичка штета. Што се форма ќе бараме, зашто не сме користеле новата придавка? Ќе им поднесеме ново барање, ние нека трпиме таа политичка штета. Само нека се открие вистината за загубените човечки животи. Ќе понесеме таа политичка штета, ја лично, само да ја знаеме вистината, зошто тоа се случи, да има одговорност. Затоа што ќе ни се повтори пак. И што е ефектот тука? Повторно ќе губиме човечки животи, повторно ќе имаме неспособни политичари. Ќе ми дозволите малку подлого да одговорам на ова прашање ако интересира во детали. Во Законот за градење имаме 3 столба кои што се значени. Првиот столб е одобрение за градба, вториот столб е категоризација на градба, дали е прва или втора категорија, и третиот столб е употребна дозвола. До сега имавме прва и втора категорија. Прва категорија беа објектите како што да речеме би требало да се изгради една ваква болница, бидејќи е дел од владината одговорност, во случајот Министерството здравство заедно со Министерството за труд и социјала, а втора категорија се да речеме индивидуални стамбени објекти, куќи и така натаму. Пуштање на употреба за индивидуален стамбен објект куќа се врши со технички извештај надзорен инженер. И тука завршува. Тогаш одите вие со тој извештај во општина, добивате решение и го запишувате во катастар и станува ваш. Кога станува збор за градба од прва категорија, до сега надлежно беше Министерството за транспорт и врски. И овој објект требаше да биде градба од прва категорија. Што значи градба од прва категорија? Значи дека имаме основен проект, ревидиран, кој што е проектиран од проектантско биро со А лиценца и ревидиран од ревизорска куќа со А лиценца. Тие документи се закачуваат на електронскиот систем е-дозвола, заедно со уште други проекти, меѓу кои елаборат за противпожарни инсталации, громобрански инсталации и така натаму, сега да не ве оптеретувам. Тогаш Министерството за транспорт, овие објекти, овие проекти, документи ги праќа во институциите на одобрување и мислење, откако ќе ги собере сите тие мислења, одлучува да даде одобрение за градба. Потоа се следи градбата и на крај комисија од Министерството за транспорт и врски и од неколку други државни институции излегува на лице место и гледа дали е изработено според проект. Ако е изработено, се дава одобрение за употреба. Сега што прави владата? На 24 ноември 2020 година во службен весник број 279 носи измени на Законот за градење, со кои што ги заобиколува сите овие институции и формира нова градба која што се нарекува модуларна градба или монтажно-демонтажна градба. И вели, за овие градби нема потреба од одобрение за градење, туку решение за поставување. Кои документи се потребни како прилог на тоа решение за поставување, вели ќе се дефинира со правилник за кој што е одговорен министерот за здравство. Го видел некој тој правилник?
Еве јавно прашувам дали некој го видел тој правилник и што предвидува тој правилник. Значи болницата модуларна е ставена таму на диво, пуштена во употреба на диво и приклучена на електрично напојување на диво. Тука треба да се бара одговорноста по вертикала. Кој дозволил на диво да се постави болницата, кој дозволил да се приклучи на електрична енергија на диво и кој дозволил да се пушти во употреба на диво. И тоа е се направено од страна на тие кои што се одговорни за тоа. И не треба тука комисии да ми доаѓаат од ваму и од таму. Што има тие да доаѓаат? Еве, проста е. Управна е постапката. Процедурата е промаршена. Што правиме ние? Истраги меѓународни или вакви или такви? Нема потреба никаква за тоа. Еве, јас ви кажувам одговорноста од каде почнува. Од првиот во институцијата па надолу. Зошто? Затоа што нема правилник. Затоа што на диво е поставена, на диво е приклучена и на диво е пуштена во употреба и 14 луѓе живи горе. Таа требаше веќе да е формирана од пред... Таа требаше да биде формирана од пред 2 дена. Но наново ќе му го доставиме одобрението. Ако мисли дека новата придавка ќе ја ставиме, јас ќе ја трпам политичката штета. Ако мисли дека така ќе не навлече да трпиме политичка штета, еве јас ќе се пријавам за доброволец, вистината мора да се знае. И виновниците мора да се казнат. Очекувам. Ако е тоа причината, поради процедурални причини, нели таков е изговорот, ќе коригираме тие процедурални причини. Јас ќе ја прифатам на себе политичката одговорност и еве да дознаеме вистината за тие луѓе што трагично го загубија својот живот. Да. Следно прашање, само во однос на Бугарија. Како коментирате изјавата на премиерот Заев за бришање на бугарскиот фашистичко окупатор од учебниците и спомениците, значи негирање на македонската историја? Шокантно ја коментирам, нека оди и нека им го каже тоа на внуците, синовите и керките, на луѓето кои што своите животи ги загубија во Треблинка, при тоа уапсени и ставени во вагони од страна на раката на бугарскиот фашистички окупатор. Нека оди на нив нека им објасни кои се тие што соработувале, а кои се тие што не соработувале. Шокантно, но еве ќе ви кажам и одговор на тоа. Веднаш при промената на власт, ние не сме талибанци да бришеме историски факти, ќе ги вратиме тие историски факти однакви какви што светската историја ги признава. Тие биле фашисти, ние сме се бореле против тие фашисти. И наместо да бараат да бришеме учебници, треба да дојдат овде и да се извинат на овој народ. Јасна е спрегата помеѓу криминалците и власта во оваа држава и никој не треба да има дилема. Се издаваат пасоши на наркобосови од Балканот, се фаќаат дипломати со македонски пасоши кои што се бараат по потерници по Интерпол и денеска или вчера кога беше скандалот кога е заборавена дрога во возило кое што го користат вработени на МВР. Што повеќе треба да се случи во оваа држава за да овие луѓе сватат дека треба веднаш сите колективно си поднесат оставка и да заменат. Ви благодарам.